Благодарам. Завършваме со поставување на пратенички прашања и одговори од страна на господинот Илија Китановски. Следен за поставување на пратенички прашања според редослед утврдена координација господинот Тито Петковски. Повелете. Повелете, господине Петковски. Тоа е кога дојдете вие на договорница, ќе дојде. Повелете. Благодарам. Благодарам. Повелете. Што ти значи председател со авторитет? Да, дојде премиерот и еве го. Повелете, вие се сомневавте? Се сомневавте вие? Не, сега, од сега никако. Не се сомневам. Повелете. Се разбира, првото прашање е до премиерот. Имено според извештајот на Државниот ревизор за изборите од 2011 година, ВМРО, ДПМН и коалицијата потрошиле 4 пати повеќе пари од колку што обезбедиле донации. Тоа стои прецизно во извештајот на Државниот ревизор. Прашањето гласи: кога ќе ги вратите и како ќе ги вратите овие пари? Јавноста знае дека тие се некаде над 3 милиони, 3,5 милиони се шпекулира со таа бројка. Ова е прашам од единствена причина што согласно член 71 став 5 од изборниот законник, сите трошоци за кампањата исклучиво ќе се покријат, исклучиво вели законот, ќе се покријат од средствата на жиросметката за изборната кампања. Ако се знае дека изборната сметката, жиросметката за изборната кампања е затворена, се поставува прашање како ќе се наплатат, односно како ќе се вратат овие средства. Би било добро да чуем. Еве зошто говорам тоа. Пред 3 месеци ми рековте на слично поставено прашање дека знаете ВМРО, ДПМН и коалицијата дека должат пари и дека како секое правно лице се задолжува на начин пропишан со законот и така ќе се раздолжи. Ама овде работата е сосема поинака. Законот тоа не го дозволува. Тековната сметка на политичката партија може да се користи само за задоволување на тековните потреби во финансирањето на активности на политичката партија. Значи нема шанса од тековната сметка. Господине Петковски, Тито, ве молам, само стопирайте времето. Господинот Груевски е викнат овде како председател на владата Република Македонија. А не е председател на ВМРО ДПМН. Ве молам. Не е повикан како председател на ВМРО ДПМН, па да може да одговара во име на политичка партија. Сега ме разочаравте, само ме попали пред малку вие. Носителите на јавни функции, ве молам. Да видиме коректни, пошто цитирате закони. Добро. Повелете. А инаку ако така господинот Груевски може да ви одговори, но еве не го цитирам на председател закон на владата Република Македонија тој за. Еве сега ќе ви кажам зошто, господине председател. Бидејќи е познато дека политичките фирмите кои што ги помагаат политичките партии, односно кампањите на политичките партии, често пати се задолжуваат. За робата што им е испорачана, треба да им се наплати. Па тие кон своите добавувачи да одговарат. Платиле ДДВ за таа работа. Значи, се доведуваат во многу лоша финансиска состојба. Тоа е работа на владата, ке речете. Така? Значи, не можете да си земете од одговорност на прашање кое што директно задира во економското функционирање и финансиското работење на фирмите. Праќате многу лоша порака. До фирмите, нека се одговара тие. Праќате многу лоша порака. Тече во медиумите кампања, охрабрете се, започнете бизнис. Започнете бизнис и ќе го затворите бизнисот. Бидејќи тие фирми кои што вас ви должат,
otpuštat работници или земат позајмици за кредит, за да платат, да помогнат. Две фирми веќе знаеме. Тие излегоа јавно, Канал 5 и Сител, дека должат некаде, дека им должи коалицијата некаде околу 2 и кусур милиони евра. Како ќе ги наплатите, тоа некому мисли Дзинго и исто имено. Меѓутоа, пораката е страшно лоша. Користите фирми за добивање на избори. И тоа не е добро. А не ги плаќате долговите. Добро би било да чуеме како ќе ги наплатите долговите, како ќе го вратите долговите. Тоа е првото прашање. Второто прашање е, би сакал навистина да ве замолам да кажете барем 3 причини зошто бегате од собраниска дебата за клучните државни приоритети на меѓународен план. Зошто бегате од расправа во собранието за НАТО и Европската унија. Еве го има прилика, имавте вчера, односно денес медиумите објавија дека дури и председателот на државата упатува на потреба во собранието да се дебатира за ова прашање. Дури и поставува прашање председателот на државата зошто се уште немаме изграден заеднички став, позиција-опозиција. Познато е, Грција е држава во распад, ама кој ги прашаа пред самитот на НАТО лидерите на сите политички партии, единствено прашање околу кое се усогласија е Македонија. Нема проаѓање на Македонија во НАТО. Значи единствен став. Зошто ние не направиме единствен став, не изградиме? А каде да го градиме ако не во собранието? Може ли да ми кажете која е другата адреса? И сега видите што ни се случува. Значи, дефинитивно и на овој самит на НАТО се случи она што се случи 2008 година. И вие и тогаш, како и сега, излеговте со истите образложенија. Ќе го браните достоинството. Сосема нормално. Меѓутоа, што правиме со стратешките определби? Волерс, видовте вчера што кажа. Ни порача јасно. Имам разбирање за вашите фрустрации, ама името, прашањето за името мора да се реши. Кажете ми, има ли некоја формула волшебна друга, која ќе не доведе до целта? Вие говорите во интервјуто за МИА дека имате мандат од граѓаните и имате право и да ја држите Македонија на страна, односно да не дозволите да влезе во НАТО под услови за кои мислите вие дека не се достоинствени за Македонија. Ама кои се условите што се достоинствени? Би било добро да чуеме. Значи, клучното прашање е, од како сте премиер на оваа држава, бегате од одговорност како да изградиме државна стратегија, надворешна, македонска, околу обезбедувањето на овие приоритети. И мислам дека не е тоа случајно зашто бегате од собранието. Тука ќе ги сочиме ставите. Бегате од ТВ дуел со лидерот на опозицијата, бегате од собранието, како ќе дознаеме кој е вашето мислење, како вие мислите да ја внесете Македонија во НАТО и во Европската унија. Еве гледате, вие сте цврсти, стоите на позицијата, апсолутно нема компромис испод овие услови. Арнома стојат цврсто и американците, и европејците, и тие исто викат. Нема НАТО, Европска унија без ова прашање. Значи ли тоа, како што вчера еден провладен вестник напиша, наводно со сигурност може да рачунаме пред следниот самит на НАТО Македонија дека ќе биде примена во НАТО. Мислам, дали не е тоа истата шема? Ќе ги одлагаме прашањата од денес за утре и конечно, веројатно сте свесни дека последиците од оваа конфузија, од овој тунел, веројатно дека има излез, ама по голема цена за граѓаните и за државата. Дали вие мислите дека таа цена треба да се плати? Односно, вие се инатите, се инатат американците, се инатат германците, се инатат французите и грците, а кој губи? Кој губи? Губи Република Македонија и губат граѓаните на Република Македонија. Ни се усложнуваат безбедносните состојби. Веројатно внимателно го видовте последниот заклучокот на самитот на НАТО. Прв пат проговорија, ја враќаат безбедносната компонента во регионот прв пат во извештајот. И говорат дека одлагањето на ова прашање ја усложнува безбедносната состојба во регионот. Така пише во извештајот.
Znači li to, дека nije sejedno što ke se sluči? I ona što se slučuva i oružje, kupuvanje od sosedните državi, nekoj eksperti kažuva дека ima seriozna zakana od možni teroristički napadi. Ние сме много ранливи, ако сме надвор od НАТО. Кажете на вистина пред граѓаните на Република Македонија. Како мислите вие да ги обезбедите овие вредности? Како ќе ја внесете Македонија во НАТО и Европската унија? Бидејќи секоја година што се одлага, Македонија и граѓаните нејзини губат. И конечно, на вистина, дали не чувствувате потреба дека ова собрание треба да биде информирано за вашите ставови? Бидејќи не е приватна работа, некој веќе рече. Одговарајќи на прашањето на Јани Макрадули, пред малку ве слушнав, мојот впечаток, а имав можност да го споделам и со некои новинари, е дека вие апсолутно немате намера Македонија да ја внесете во НАТО и Европската унија. Одговарајќи на прашањето на Јани Макрадули. Вие кажувате дека ако е направена грешка со ФИРОМ, вие таква грешка нема да правите со географска одредница. И како натаму? Добро би било да... Не за мене, за грешка.